Влијае многу. Не може да не влијае, бидејќи просторниот план е уставот, што се вели во целото просторно урбанистичко планирање, највисоко стои и потоа врз основа на сите тие податоци се прават генералните урбанистички планови, па потоа деталните урбанистички планови. Тоа значи дека сега се што се прави и се повикува на просторното планирање и податоците од тамо е врз основа на застарени податоци, што не смело да се случи. Меѓутоа проблемот настана уште и кога се одвои законот за урбанистичко планирање од просторното планирање и се донесе закон за урбанистичко планирање, меѓутоа не се донесе закон за просторно планирање. И ден денес го немаме донесен тој закон. Иако е со години, вие може да кажете подобро зошто толку долго трае тој процес за изработка на еден едноставен закон за просторно за министерството што побрзо да се донесе. Без стратегија, без план, без зелен катастар, кој што документи треба да бидат донесени од страна на општините, не можеме да зборуваме за опфат на 25% зеленило. 20% зеленило, да, и 25 метри квадратни, точно, се согласувам. Мора да има зелен катастар од страна на општините изработено. До сега знаеме дека само град Скопје, општина Охрид ги имаат овие зелени катастри изработено. Прилеп и Битола имаат направено некој инвертар за инвертирање за видот и бројот на растенијата кој што е на нивната територија, меѓутоа не се работи за комплетен катастар, а останатите општини се уште не ни започнале. Претходно кога спомна Тања за дека општините се многу големи, јас во делот на животната средина, затоа што соработувам секојдневно со општините, со колегите кои што работат во делот на животна средина, гледам дека има многу малку луѓе. Особено во помалите општини, дури има општини каде што воопшто не се посветува внимание на животната средина и нема никој од вработените задолжен за овие прашања, а обврски малите општини имаат исто како и големите општини. Во законите не се прави разлика на мали и големи општини, обврските се сите. Влијае и закочениот генерален урбанистички план во Скопје, кој што е, во Скопје, кој што е и како отежнувачки фактор, бидејќи последниот е донесен 2012. И истечен 2022. Нормално, затоа и на 10 години треба да се промени, затоа што некој размислил дека треба да биде нова пракса. Она што го кажа, што беше изнесено и до сега, чисто би сакал да кажам дека вие доколку донесете и одреден детален урбанистички план, не можете да претерате доколку генералниот тоа не ви го дозволува. Значи генералниот урбанистички план треба да ги намали параметрите, тој во суштина треба да диктира еден начин на хумано живење, за потоа на некој начин и општините да бидат до некаде ограничени, па дури и приватните инвеститори кои што претходно ги споменавте. Сега они можат, бидејќи на крајот од денот, да, важно е да имате одделение за животна средина и така натаму, но доколку градоначалникот нема волја да спроведе одредена политика на зелена агенда и доколку советот тоа исто така не го поддржи, вие просто тоа е невозможно. Затоа одредени параметри треба во самиот старт да се влие во суштина, еве на пример во градот Скопје, генералниот урбанистички план, тој во самата суштина, еве еден апел до следниот градоначалник на градот Скопје да направи квалитетна анализа и да не дозволи потоа дуповите да бидат такви какви што се.